Годишно се намалуваат по над 7.500 хектари обработлива површина, кои се трајно изгубени како потенцијал за производство на храна. Пред се поради несоодветни политики, односно на релативно плодни површини се градат стопански стамбени објекти, инфраструктура и слично. Обработливата површина по жител е 0,25 хектари, што е под просекот на европските земји, додека пред 20 години била 0,33 хектари, велат од Националната федерација на фармери. Струмишките земјоделци велат дека веќе се намалуваат површините засејани под одредени градинарски култури, како што се доматите и краставиците. Не само тоа, него сигурно сте забележали дека пред се во нашиот регион најзастапени култури пред се во пролетниот турнус на производство е раната зелка, култура која што има некоја пониска цена во самото производство, додека како втор турнус или втора култура која што е засадена и тоа пред се за индустријата, тоа е индустријската пиперка, додека површините под домат, краставица, пиперка која е за свежа консумација се под далеку помали проценти застапени во нашиот регион. Велко вели дека иселувањето и старењето на земјоделците се главни причини за десеткувањето на аграрот. Па евидентно е дека е дојдено во последните неколку години до намалување со засадување на земјоделски култури на површините во струмичкиот регион. Точно е тоа дека главните фактори за намалување на засадување на површини под земјоделски култури се ниските откупни цени, климатските фактори и баш поради тоа нашата млада популација својата екзистенција и спасот на своите семејства ги бара надвор од државата. Вкупните посејани површини денес се помали во споредба со 1991 година за околу 30%. Најголемо опаѓање има кај индустријските култури, иако македонското подрачје се смета доста погодно за нивно одгледување.